Утрото е најважниот дел од денот. Утринското кафе е првиот ритуал. Првата најава на денот кој доаѓа. Ние ви нудиме енергично и динамично будење, со актуелни теми, анализи и дебати. Утро кое ќе ве подготви за политичките, економските и културните предизвици кои ги носи времето во кое живееме. Утринско еспресо со Златев и Боцевски. Секој ден од 7:30 часот наутро на Радио Лидер и на lider.mk. Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер. Точно е 7 часот и 33 минути. Време е за утринскиот подкаст на нашето Радио Еспресо со Златев и Боцевски. И ово утро, како и секое предходно и наредно работно утро, јас и Ивица ќе се расправаме за дневно-политичките случувања во земјата. Ми дојдоа синоќе на сон Тито и Мјалков. Кој Тито? Јосип Броз Тито, не Петковски. Ба добро, се Мјалков е жив. Добро да е, добро. Што има врска? Па кој каже дека некој ти дошол на сон, најчесто некој што веќе го нема со нас. Па Тито беше тој што го нема и Сашо беше со него. Вајда го спроведе од едниот во другиот свет. И ми рекоа двајцата дека ова со историското не на Таче било дури и поголемо од историското нешто Тито му го кажал на Сталин. Добре, како ти кажам се. Тито вика, јас вика на Сталин му се да не го довршам зборот, ќе не казнат, ама вика, ова што го направи Таче е невидена работа. Види, па невидена работа е. Значи, види, ќе дознаеме деталите околу тоа што се случувало. Може би не сега, може би особено затоа што Тито имал мака. После тоа не, за Тито, за Тито, да. КГБ го гонеле кој му кажал не на Сталин, а сега Таче го гони Катерина Колозова. Ги знаеме сите детали ги знаеме сите детали околу тоа Титовото не на кажи го да не околу целите случувања околу тоа што се случувало околу Тито. Ова е малце поприземна работа. Значи сега да се разбереме. Тие отидоа во Париз за да направат предавство. Тука да немате никакви дилеми. Зборам за Тачо и за неговата екипа. Тоа го подготвува јавност. Значи неговиот советник за Отворен Балкан и за медиуми и за пиар и за што се Маријан Забрачанец, што се уште чекаме да заврши факултет и го охрабруваме да го стори тоа, затоа што ќе прочита барем уште по некоја книга. Значи тој излезе со став дека предлогот е добар. Потоа сите советници на владата кои се на платен список на владата, како Исмет Рамадани, како Алберт Муслију, целата таа екипа излезе со тоа дека предлогот е добар. Потоа најголемите апологети на владата, како Сашо Ордановски, како Денко Малевски, како Васко Попетревски излегува со колумни дека предлогот е добар. Роберт Поповски пак ни откри преку неговата колумна во Дојче Веле и дека предлогот, она што го знаевме, предлогот дека бил преговаран помеѓу може да го цитираме за Брачанец. Ајде. 22 пред само 2 дена. Не смееме да се плашиме од преговорите за членство во ЕУ. Напротив, треба со засукани ракави да ја зграбиме секоја можност за чекор напред кон членството во Унијата. Полесен пат нема ниту алтернативен. Сите идеи за некаков полесен или заменски план се опасни планови на антизападните центри кои земјава сакаат да ја носат во режими и изолација. Нашата позиција е јасна. Гаранција за македонскиот јазик и идентитет. Липчо. Затоа сигурен сум дека ќе се избориме, зашто друга опција не постои, никој тука не ни помислува за друга опција. Само секунда. Но, за останатото треба да засукаме ракови, да преговараме, да разговараме, да сработиме. Ни преспа не ни падна од небо, си ја сработевме и уште реализираме обврскиот договор, бидејќи тоа подразбира да се биде одговор на глас. Вика, гласот против отварање на преговорите со ЕУ. Губиме условите, молам Ивица, ова е советникот на премиерот.
Гласот против отварање на преговорите со ЕУ во услови на гарантиран македонски јазик од овој договор и идентитет е глас против демократската и европската агенда на Македонија и глас против нашата западна европска определба. Гласот против Европа е пропратен со руски знамиња и вергини. Боцевски, ова значи дека сега за Русија одработи Тачи. Да. Ако, Па не, ако конзистентноста види, на неговиот види. советник од Да. пред 2 дена ја гледаме, сега Тачо одработил за Русија. Значи сите оние кои што излегува против договорот, вклучително и јас излегува против договорот, бевме обвинети дека сме проруси, така? Да. Сега испаѓа дека чинот на Тачо да го одбие договорот, да го одбие во наводници, беше означен како една од најжестоките антируски политики. Сега ова е навистина се коси со сите закони на здравата логика. Ја на Путин да му се јаме добро се. Што ти е позиција? Не. Да се отвори, да не се отвори. Ама ти не разбираш. Значи, тие што бараа одбивање на предлогот до пресконференцијата на Таче, Рама и Вучич, тие беа проруски. А тие што го поддржуваат одбивањето на предлогот по пресконференцијата се антируски. Не го разбираш ти ова. И ја не го разбирам. Морам да бидам искрен, меѓутоа тоа е моментот логиката на нашата влада. И тие луѓе тргуваат со Македонија. Проруски сум или не сум проруски? Се зависи се. Ако си бил пред каков беше пред пресконференцијата на Тача, да се одбие, така? Да. Ти си проруски. Не. Ма ја и сега сум добро, викам добро, барем го одби, сега како го одбил друго прашање. Не, значи не вака се види. Тие што беа за предлогот до пресконференцијата се антируски, а тие што нели сакаат да се одбие после пресконференцијата се исто така антируски. Но ако претходно се бил против предлогот, а после пресот си се сменил, не се сменил, си останал со истото, тогаш си проруски. Види, значи, чекај се, сакаш да ми бара кажеш логика, бе, ајде. дека одржавава антируски се сам, не се руски, односно само Маријан Забрчанец, Сашо Ордановски, оние што пишуваат. да. А дали го прочита оној легендарен текст вчера во Дојче Веле од Борис Георгиевски? Што вика? Го обвини Вархеј, еврокомесарот за проширување, го обвини дека одработил за русите со тоа што на неговиот твитер пишал дека во преговарачката рамка за Македонија влегуваат овие делови Бугарија што ги надметува. Ма не, они го обвинија дека му наштетил на евроинтегративниот процес со тоа што ми открил вистината на македонците. Да. Значи, веројатно, требало да бидат лажани луѓето во Македонија за... Не, ова е ненормално. Го обвинија затоа што не лажал. Да, ова е ненормално. Мислам, ова е ненормално. стварно ова е... Ова е ненормално. Вика, со Ова е тоа што ненормално, не да ти излажал кажам, да. нас Вархеј, Не, ама тоа ти кажува дека биле свесни дека лажат цело времето дека Преспанскиот договор беше процесот за Преспанскиот договор дека течеше. Ја го гледам сосема истото сценарио. Лажеа бе. Лажеа тогаш, лажеа сега. ама сега види, и затоа што Вархеј не кажал за што се преговара уствари, тие го обвинија дека, значи, замислете, луѓе, не е европски да се лаже. Барем, не знам ја, Кант го имам читано, така вика, каде Кант е европски основа на европска значи, цивилизација. Не европска цивилизација. Не постои во моментов зафрлено некое племе во некоја прашума во Африка или во Амазон, каде што е дозволено лажење. Значи, Да. така човештвото така функционира. Да, лажењето е морален Да. прекршок. Посебно па сега во 21 век. Особено Каде и да појдете? Али Не, нашава... и не само тоа, туку еве зборува. Ја гледаш вчера пресконференцијата на тројцата на Таче, на Рама и на Нашиот Вучич. председател Вучич, добра? Нашиот председател Вучич. Види, мора да ти кажам дека вчера имаше... Рама го надмаши. Не, ама... Дај бе да си ги земеме Рама и Вучич да не водат. Ја ги гледав вчера. Значи Рама, погледнете му го хуморот, луѓе. Он ги утепа овие од Европско. Не, минус тој делот за Македонија, која зборуваше за кога по илјадити пат се вадеше за Западна Бугарија. Значи, како знаеш дека некој сгрешил? Знаеш по тоа што 2 недели се наоѓа начин да објасни нешто што не објасни. И малци имаше еден прекршок вчера ја нарече нашата опозицијата во Албанија дека биле глупави. Бе, добро, види. Што сака нека зборува Рама, меѓутоа види, знаеме дека сгрешил.
Па не може 2 недели да се објаснува. Да. Ова знаеш како нели, кога дете ќе направи глупост, па потоа месец ден објаснува родителите Но дека не сепак направило вчера глупост. сарказмот му беше на едно навистина Не види. високо ниво. Мора да признаеме. Не знам дали ја видел пуштеноста на Вучич и на Рама. Па, да, тие беа спремни. Не само тоа, имаш уште еден момент кој што мене на пример вака ми импонира. Еве ќе кажам на вистина, симнувам капа. Кога зборуваш за чекајќи го Годо Рама и беше многу интересен. Кога кажа вика дека 20 главни ликови, како се вика, са мене не ми текнува. 20 главни ликови од Годо вика се Македонија и Албанија. А дека еу е Семјел Бекет. Значи, тој што го пишува сценаријата, нели? И што знае како ќе заврши целата работа. Значи, вие двајца нели го чекаат тука нешто, како што тече представата едно друго. Чекај, колку што вака не биде на пам, не спомнам. Мислам дека Ѓорѓи Јолевски го гледа последен пат на таа представа, така? Или некоја постара представа е тоа? Неколку пати изведувана тоа во Македонија, меѓутоа еве низ глава ми е Ѓорѓи Јолевски. Мислам дека не грешам. Прекрасна представа. Меѓутоа еве се гледа дека имаме човек кој што одел во театар и кој што е врвен, кој што чита книги, нели? Добро, за разлика имаше од некои времиња кога луѓе не можеа да владеат без да читаат книги, да одат у театар и да следат литература и светски културни трендови, да, ама тоа други времиња. Сега не владеат. Луѓе што ја сакаат твојата цет, само да не ја отвараме таа наша стара рана. Не е моја, ама Да, наша стара рана да не ја отвараме. Но ајде да се вратиме ајде да се вратиме околу тоа што се случувало сега. Дали уопште мене тоа ми е прашањето, пошто вчера видов Не бе, види, вчера што се случи? од различни Вчера што ставови. се случи? Дали воопште Таче кажал негде не и некој го прашал, Таче го прифакаш и ти овој он рекол не. Ајде да идеме хронолошки што се случувало. И кој е тој што го прашал и како изгледало тоа? Хронолошки. Значи во моментот кога влегува на состанокот, надворешната комисија на Бугарското собрание уште заседаваше. И значи немаше зелено светло за Македонија, така ли? Петков рекол дека бугарските позиции не се променети и го вложил ветото. 2 часа после ветото излезе Димитар Ковачевски да каже храбро не. Ја се искрено вака да зборуваме. Ова знаеш што ми личи, Љупче? Не знам како беше со твојата генерација, ама ќе ти кажам со мојата генерација кога бевме средношколци и кога ни тврдеше некој пријател дека му се допаѓа некоја девојка, ние вака охрабревме, абе приди и така натаму. Овој ки придеше, по скопски кажано ке попиеше корпа и потоа ке се вратеше да ни каже дека грда била девојката, он ја откачил и така натаму. Па ова беше слично сценарио вчера. Значи он храбро рече не, откога доби вето. Мислам, не, многу е лудо. Многу е луда ситуација. Особено што нету. И потоа не знам дали ја забележа, видим. Го каже он нету Ивица. Кај еден беше или така нешто, меѓу 12 и 2 беше така нешто. Па пленарната седница беше во 11, еве сега го гледаме да споделам. Па зашто ти кажувам сега? Значи, откако правилно, ако секој доследен политичар пред седницата ќе искочи и ќе каже ние викаме не, ама он чекаше да почне пленарната седница да му дадат вето и после да изиграва патриот. Не му дадоа здраво вето. Тоа беше многу. Ама Бугарија еве сега продолжува тоа протоколот да го поминува во. Знаеш ли зошто? Тие сакаат да си ја цементираат позицијата дека ова е бугарска позиција. Не. Да биде ова почетна позиција за последниот пат кога ќе седнат со нас. Не случајно го искина предлогот во студио, ти што се смееше во заспијако можеш. Значи ми мораме да кажеме дека тој предлог не важи. Дека тој предлог не постои за нас. Бугарија сега ќе цементира позицијата, па ја дополни, не знам дали виде. Значи не сака тие било какво спомнување на македонскиот јазик. Околу тоа дали се прифати или не овој предлог, вчера случајно или не, членот на извршниот комитет на СДСМ, така почитуван доктор дерматолог Андреј Петров даде изјава една на 24 чинам беше. Предлогот го дискутиравме во партијата, откако видовме дека јавност и опозицијата не го прифаќаат, донесовме став. И сега тука има една чудна работа. Што? Па прво нас ни збореат цела недела дека они не знаат каков е предлогот, треба да го видат. Прво треба да помине у Бугарија, па сите членки да го согласат и после да го виделе они предлогот. Се сеќаваш на тоа? Да. Бујар Османи не го знаеше предлогот. Пендаровски они за предлогот од БГНС, од Љупчо нешто. Добро, ма лажа. Се информира. Добро сега, не да нотираме каде лажеле, тоа не е работа. Значи,
Они прво не, но сега еве уствари го знаеле предлогот, ама го дискутирале и откако виделе дека јавност и опозицијата не го прифаќаат, донеле став, признаваат дека Кажи ми кога ВМРО ајде да зборуваме јас можеме да кажеме кога јас и ти го добивме предлогот. Се сеќаваш? Јас и ти го добивме предлогот пред кога беше? Пред петокот бе, пред недела дена. Во петокот, да. Да. Пред точно една седмица. Не беше за време на емисијата, подоцна малку. Подоцна беше и јас затоа не можеме да го коментираме. Да, и ти ми го дај у PDF. Да. И се сеќаваш. целиот документ. И сега знаеш кај е трагедијата? Јас и ти, што реално ниту сме функционери, Не бе доека до мене замисли низ колку рад се поминало. преговарале, нит сме преговарале, нит Да. се знаеме, нит на Петков, искрено. Не бе, замисли низ колку рад се поминало да дое до нас. Значи тоа од каде дошло? А го нема од Бујар Османи, па требаше да му го даеме. Не бе, не. Тоа од каде дошло? Од каде дошло, сега да предпоставуваме од каде дошло. Значи тоа протекло, сега да не правиме се небулози, французите кои го дале, па ни го дале и мене, не е така тоа. Значи тоа дојде од кругови, Ти збориш француски? од кругови, разбирам, многу Ја, од Франција само онаа песната Да. крече се лаѓа Франција. да, што не е француска песна. Овако не, меѓутоа не, разбирам, читам за зборување, нема да се фалам, овако. Но да се вратиме на целава работа. Значи во моментот кога го добивме јас и ти, јас сум убеден дека во тој момент околу 100-200 луѓе во Македонија веќе го има предлогот. За кого зборам? Зборам за кабинетите на носителите на власта во Македонија и зборам за луѓето со кои што тие непосредно комуницираат. И тие се советуваат со некого, и тие ги филтрираат своите документи на многу места и многу од тие луѓе кога виделе за што станува збор, уплашени, почнаа да го шират и по нас. Да се разбереме. Исто така, значи, ако Андреј Петров тврди дека опозицијата го одбила, не е само опозицијата, значи, ќе кажем, и луѓе од СДСМ сигурно застанале за ова, тие сите безимени представници на Социјалдемократскиот сојуз ги поздравувам, затоа што застанале за одбрана на македонските национални интереси. Се надевам дека повторно ќе се освојат партијата. Исто така мораме овдека јавно да заблагодариме на политичките партии ВМРО ДПМН, лидерот на ВМРО ДПМН за време на митингот Христијан Мицкоски повика, нели? Да, и кажа дека нема тоа да им го отварат нема уставот. да им го отварат уставот. На таа позиција беше и опозицијската партија наречена Левица. На таа партија беше и Максим Димитриевски, кој што во моментов е независен градоначалник на Команово, Никола Димитров, Митре Велјановски застана за целата Стево работа. Пендаровски латентно, али Да. и он. Значи, Митре Велјановски има брилјантна колумна видеа во Плюс Инфо на иста во оваа тема. Исто така да сите општественици кои што имаат тежина во оваа Македонија застанаа против овој предлог. Така што освен медиумските перјаници и овие државните филозофи на актуелната врхушка, немаше никој друг за предлогов. Се тоа да се разбереме. Еве да го видиме гласот на народот, вели еден од кога добија вето и Борел им го кажа тоа во 10:35, кажа наводно не. Еден слушател, Илија вели, вие сте прозор кон светлината. Не де Боже, мислам онака само ние да сме, мислам не сме само ние. И тоа Станува го ја збор и ти за- како не споиш добар прозор, тоа цела хармоника ќе станува збор за не. Ние овдека коментираме, зборуваме, се обидуваме да дојдеме да ги изложиме фактите и да дојдеме до јавноста. Сега имаше уште една непријатна работа за време на оваа пресконференција, значи непријатна работа која ќе се види составот на Андреј Петров. Значи излезе Димитар Ковачевски, премиерот, и ги обвини македонската интелигенција за хистеризација. Значи пазете. Ги нарече хистерици македонските интелектуалци, македонските општественици, македонските новинари кои што застанаа зад предлогот. Хистерици ги нарече и они од невладиниот сектор кои секогаш вака или И се онака. пази се што се случува. И уште Димитар Ковачевски обвини дека во Македонија луѓето не го познавале процесот во Европската унија. Замисли. Он го познал. Замисли што кажа. И чекај, еве го врвот. Чекај, еве го врвот. Ке преиспитувал тој дипломи. Еј, кој бе Димитар Ковачевски да преиспитува дипломи во оваа Прво треба држава? да си ја предизвика својата диплома, еве сега вака.
Не, еве, Ај вака, сега нека јас го објави, нека пред го да дојде објави. нашиот гостин, ја ќе правам анализа. Нека сега. го објави неговиот Тука докторат, па ќе наспроти зборуваме мене- за преиспитување. Тука наспроти мене го имам Ивица Боцевски. Ивица Боцевски е бивш вице-премиер за европски прашања. Добро, Тоа што немаме сега се, не се Бојар расправа Османи, сега. чекај Да. само секунда. Маричич е сега таа. Марич, добро, не можам да ги пратам. Тоа што е сега Марич. Сега за разлика од Маричич и од Тачи. Ивица Боцевски има магистрирано во Соединетите Американски држави на Универзитетот од Питсбург. На На универзитет- двогодишна програма, таму сум на бил, не универзитетот било онлайн и така во натаму. Со Питсбург. стипендија од Американскиот Стейт Департмент. Во еве сега да истото кажеме. време Димитар Ковачевски Таче истото го има сторено во Подгорица. Додека неговиот докторирал, магистрирал татко, во Скопје. додека неговиот татко беше, значи, амбасадор во Црна Гора. Значи таткото е амбасадор во Црна Гора, ти во тоа време магистрираш во Црна Докторираш. Гора. Докторираш. И неговата диплома, верувајте или не, од намило швейцарската држава, Не зборува била така, сега Црна призната. Гора е прекрасна држава. Значи да, ама Да. сега знаеме кој проблем со корупција и со Прекрасна шведска држава. цигари го има. Ајде се, те молам. И јас ја сагам Црна Гора, но факт е факт. Дипломата на Ковачевски била легална и легитимна, а овој у Питсбург хистеричниот што завршил во Америка, што направил на универзитет кај што предаваат луѓе кои светските политики денес ги креираат, тој ќе му ја преиспитува дипломата. Димитар Ковачевски Таче е професор на American College, на American University. Факултет на кој што никош не сум видел јас студент да плаче тука нису во околина, да биде паднат од испит. Димитар Ковачевски Таче е дел од корупцијата во образованието, корупцијата во телекомуникациите и сега он нас ќе ни избори за хистерија. А чекај, Ивица, Добро, наводно е така. Наводно е така. Ако Ковачевски обвинува за хистерија, за која хистерија збори? Па нели тој изворно е против прифаќањето на овој договор? Истото јас се прашувам. Ако е изворно Исто. против, Значи, се сме ако е помогнале, изворно така ли? против Да. ова францускиот предлог, тогаш Димитар Ковачевски Таче треба да се приклучи на нашата хистерија, наводно. Добро, точно е, ама не само тоа бе, него и се искрено да зборуваме. Овој вика опозиција и башка забележа таму се заблагодари на граѓаните, на коалицијата, на едно на друго. Многу небулозна пресконференција. И сега се Ми враќам. исправија, доста сум го користил зборот какафонија, правилно било какофонија. Да, и ми добро. извади од речник, ви благодарам почитувани слушатели, понекогаш ние се забораваме од она што се нарекува жаргонизам И и знае да ни радио. влезе скопскиот сленг во... Да, и знае да ни влезе, но тоа не е оправдување. Не, во Ви се секој случај извинувам. само да се вратиме, значи Што ова ова беше какофонија? катастрофален политички неуспех за владата. Катастрофален дипломатски неуспех исто така за владата, за Ковачевски, за Бојар Османи, за Маричич. Значи да се разбереме, ја доведоа оваа земја на ивица. Ја доведоа оваа земја повторно пред пукање. Ние уште не сме го залечиле јазот од претходната авантура во која што не внесоа, тие влегуваат во нова авантура. И замисли се, Макрон дава изјава дека Заев бил храбар, го сменил името. И не нарекува Северно Македонија. Не, ама тоа ти кажува за кои луѓе станува збор. Тоа ти кажува за кои луѓе станува збор. За некој да го поголи по глава, држава продава човекот. Тоа, извини, не е храброст. Добро, и за да краде. Во мојата држава, и јас сум така воспитуван во моето семејство, храброст е кога ќе се додржиш до ставот и кога ќе одбраниш работа во корист на народот и на граѓаните, а не против нив. Ивица, се само да вратиме кажам, на европските теми. Пред да се вратиме на европските теми, да кажем дека вчера бев на повторно имаше спонтано собирање пред владата и дури делуваше дека има повеќе луѓе отколку завчера. Атмосферата беше убава, луѓето беа расположени. Од СДС не дојде некој, не ли они се против францускиот предлог. Види, сигурно имаше и симпатизери на СДСМ, затоа што сега дел од луѓето што протестираат дојдоа со своите партиски обележја, имаше од ВМРО ДПМН,
Имаше од Ивица, левица. на крајот од денот. Ама имаше и луѓе кои што на пример Независно како Она што сакам да го кажам е дека во 7 часот пред влада во Скопје во моментов има едно убаво собирање, станува И веќе вечер редовно. ќе иде. И вечер ќе има. Јас вечерва само најдлабоко да им се извинам на сите. Прекрасна атмосферата. Прекрасни се разговорите со луѓето таму кои што ги водам. Меѓутоа вечерва сум во Охрид, така што нема да можам да учествувам на собирот. Кутлешите некако Но ми не ми пречи ништо. Љупчо, не ми пречи ништо. Луѓето сакаат да си го искажат својот идентитет. Тоа е и протест. Тоа знаме беше забрането. Зошто беше забранувано? Тоа не е символ под кој што се правени злосторство против човештвото? Како не? Тоа не е свастика на Адолф Хитлер? По тоа знаме Што е направено? владиката Каравангелис ги убиваше македонците. Не е точно. Он по друго знаме ги убивал. Знаеш под кое знаме ги убивал македонците во Костурско? Под кое? Под ова со што го ставаат по Македонија како символ на православие. Да, на партени знаме во тоа. Не е негово сега, се не зборувај така. Жолто, мислам, не разбирам Како не е зашто е негово ставено. песек до Бигорски. Види, не разбирам зашто е ставено кај Бигорскиот манастир, меѓутоа под тоа знаме Каравангелис ги правеше злосторствата во Костурско и не само тоа, не само таму. Види, Режија, крвава е таа нашиот приказна гостин е овде. Ивица, ќе се вратиме на овие теми. Сега ќе одиме со Ковачки од ВМРО ДПМН, е човекот кој вчера излезе после Таче и побара оставка од владата како представник на неговата партија. Сега ќе прашаме зошто, како, што, малце позицијата на опозицијата да ја разглобиме. Одиме со реклами, се враќаме во студиото на Радио Лидер, надвори понатаму Врне. Животот им носи тешки предизвици на твојот дух и на твојот организам. Знаењето ќе ти донесе сила, но карактерот ќе ти донесе почит. Мултифункционален центар за боречки вештини и спортови. The Strongest Aerodrome. facebook.com/TS Aerodrome. Секогаш и секаде со само еден повик, Сити Логистик најблиску до вас. А вие добивате чист дом, канцеларија, заеднички простори, а кухниот мајстор кој се грижи за секој ваш дефект е потполно бесплатно. Не заборавајте, Сити Логистик се тука за вас. 070 250 857. Сакаш да станеш милионер? Нова супер акција во Sport Life. Собери најмногу тикети со еден промашен натпревар и освој 1 милион денари. Акцијата трае од 19 април до 16 мај. Вашиот тикет вреди повеќе. Во Sport Life. Специјалистички лаборатории Спектра ММ. Лабораториски анализи по светски стандарди со најсовремена лабораториска опрема. Доверете го вашето здравје во рацете на професионалци, целосно посветени на изработка на брзи, прецизни и точни резултати. Локација Аеродром позади Тобако 2. Телефон 070 282 245. Специјалистички лаборатории Спектра ММ. За вас и за вашето здравје. Кога авантурата те повикува, биди подготвен. Опреми се во SkyMoto. Се за тебе и твојот мотор. Топ брендови, најповолни цени. Ем заштитен, ем скуткан од глава до пети. Опреми се за авантура во SkyMoto. skymoto.com.mk. Горе, на втори во Бисер, во Аеродром. Утринско кафе, опуштен попладневен муабет, секој вторник бенд, а секој викенд уживанција со блус и рок. Фатете го вашето лонгплей место и препуштете се на мигот. И удрете по некое пиво. Лонгплей кафе, Бисер, Аеродром. Лидер FM. Lider.mk. Време е за утрински ринг. Го кажуваме она што другите се плашат и да го помислат. Лидер FM. Lider.mk. Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер. Нашиот гостин,
Ковачки од ВМРО-ДПМН пристигна во студиото. Вчера вие гледав пресконференцијата, вие прв излеговте на партиската говорница, побаравте отставка од Таче за ова фиаско што се случи таму во Париз. Сите ние очекувавме да му честитате затоа што вие реализираше политиката и го каже историското не. Зашто наместо да го поздравите вие во ВМРО-ДПМН што Таче на цел свет ете му кажал не и го бранил македонскиот идентитет, вие одлучивте да го критикувате. Добро утро, најпрво. Добро утро. До вас и до вашите слушатели, вашите гледачи по медиумите социјални. Така да, вчера излеговме со пресконференција и побаравме оставка од премиерот Ковачевски, но не само од него, туку од целокупната влада. Најпрво за, ако дозволите, ќе се осврна малку на почеток за состојбиве што се случуваа во изминатиот период и за очекувањата на Република Македонија која што ги имаше од страна на Европската унија. Ние сме разочарани што не се наоѓа начин да се започнат тие преговори, долго очекувани преговори кои што се ветуваат години наназад, нели, со потпишување на разноразни договори, преговарања и така натаму, па нели неколку пати ги почнувавме преговорите, а се уште не сме ги почнале. Така до таа страна можам да изразам разочарување што се уште не се почнати преговорите. И за нас како партија, а воедно и како држава, цениме дека тоа е погубно. Сега, во врска со вашето прашање, зошто не му честитавме, јас би сакал најнапред да искажам благодарност до македонскиот народ, до македонските интелектуалци, до вас новинарите, до колумнистите, до сите општествени чинители во македонската држава кои што застанаа на одбраната, на браникот на македонските национални интереси, кои што покажаа дека беа гласни, не се криеја, не молчеа, јасно ги кажаа ставовите дека под овие услови ние не сакаме да преговараме, под услови во кои што се брише македонскиот национален идентитет, под кои што се негира македонскиот јазик, по кои што се гази македонската историја, по кои што практично се брише македонското битие и на некој начин се врши асимилација на македонската нација, односно би се случило, да кажеме, еден влез во Европската унија, меѓутоа под една друга под едни други околности, под едни други околности, да речеме, и би биле бугаризирани. Тоа што премиерот Ковачевски и министерот за надворешни Бујар Османи го преговарале во изминативе 6 месеци, не е никако за честитање, затоа што тие се тие кои што го имаат креирано документот, работеле на него и на крај Ковачевски е токму тој кој што дал одобрување за тој документ да биде... Како он го направил, па после го одбил? Видете, тоа е документ кој што е направен тука, пред месец и половина веќе се вклучува тука и француското председателство, односно како што ве слушнавме по медиумите, ние гледате дека ние како опозиција и јас како пратеник се информираме од медиумите и претежно се информираме од медиумите во соседна Република Бугарија. За жал не се информираме од нашиве представници, односно од нашава влада, која што народот, која што ја плаќа народот и која што е должна да има да даде одговори пред нас, претениците, пред македонската јавност. Внимавајте, се разговара за македонскиот национален идентитет, за кој што цело време ни убедуваат дека не разговараат и на крај гледаме дека целата проблематика се сведува токму на тоа, на распродажба на македонските национални интереси, а никако не станува збор за оние 4 или 5, тамо колку беа, веќе ги заборавивме, точки кои што самите ги кажуваат дека преговараат околу нив. Целата работа е дека премиерот Ковачевски и Бујар Османи имале сценарио во врска со реализацијата на овој документ, односно на овој договор. Како е тоа планирано? Планирано е во 3 чекори. Тие прифатиле практично се што требало да прифатат, што барале бугарите. Тоа веќе го потврди нели вчера и на еден твит комесарот Вархеј, кој што каже дека сите бугарски барања се адресирани во рамката, така прифатени. И сега што планирале Ковачевски и Бујар Османи? Првата точка е, односно првиот момент е
веднаш да се отпочнат преговорите и при тоа тие не барале никакви дополнителни условувања. Значи не ги интересирало внатре што стои, туку да се почне со преговорите. Зошто? Затоа што на тој начин сакале да создадат еуфорија. Во земјава, Во земјава, да, кај нас дека еве готово, почнуваме се преговори, толку долго очекувани преговори конечно се почнуваат. И на тој начин, создавајќи таа еуфорија, да направат на некој начин блицкриг, сега така војнички да се изразам, во меѓувреме народот да го стават и опозицијата да ја стават пред свршен чин, значи она ситуација која што ја кажавме вчера на пресконференцијата Морковот или Стапот, да се доведеме во ситуација да мораме да прифатиме, практично ако цела Европа, еве да речеме, прифати, а што би правеле ние со тој предлог? Ние би биле доведени во ситуација да бидеме во една многу незавидна ситуација и би морале тоа да го прифатиме. За жал, тоа не му помина овој пат, значи истата тактика која што ја применија, да кажем, и во еден друг претходен договор со кој што се наресе срам на македонското национално достоинство, се удрија во темелите на македонската држава и државност. Овој пат беа препознаени од народот, од интелектуалците, од вас новинарите, пак ќе речем кој што реков на почеток, и тоа не му беше дозволено на Таче. И да се вратам сега на одговорот на вашето прашање, бев малку подолг во излагањето. Тоа не е за честитање. Таче, односно што го нарекувате вие, премиерот Ковачевски, не така него сите го емисијата од Завајле. Така го викаат. Не, он е Кумановец, Куманово е прекарот клучи. Јас би го користел презимето, сега Ковачевски. Да, премиерот Ковачевски беше доведен во ситуација да мора да го одбие предлогот. Вие имавте ситуација, не знам колку јас вчера имав можност да го гледам на ТВ24. Нивниот член на извршниот одбор господинот Андреј Петров во една дебатна емисија со наш прилично одмерен и достоинствен човек, мора да признаеме. Коректна беше, меѓутоа ја релативизираше целата состојба. Сега тоа е мое видување. Меѓутоа имаше една ситуација каде што кажа дека тие го разгледувале предлогот во партијата и откако виделе дека ние како опозиција, значи ВМРО, ДПМН, кога виделе дека целата македонска јавност го одбива тој предлог и тие се согласиле, значи да не го прифатат. Тоа значи дека вие сте авангарда, Ковачки? Тоа ве следат вас и ги одлучуваат вашите... Не, ВМРО е секогаш било авангарда, тоа и од самото формирање, тоа го знаете сега малку да така на тој начин, меѓутоа ние секогаш сме биле на браникот на македонските национални интереси и нема да отстапиме. Проблемот тука што е, тие знаеле за предлогот, тие работеле на предлогот, тие го согласувале и тие го одобриле предлогот. Откако виделе дека не го прифаќа целата македонска јавност овој предлог, тие тогаш одлучуваат да не го прифатат. Значи тие биле подготвени да го прифатат овој предлог и токму затоа видовте дека и замина премиерот во Брисел. Да, или во Париз. За разлика од значи не си го послуша и сопствениот претседател Пендаровски, кој што кажуваше да не заминува само за да се слика таму во тие услови, затоа што нема да добиеме ништо. Очигледно е дека Пендаровски е малку поискусен. Се сликаше, па и на сликата не можевме да го најдеме, така некако го застанале лошо човеков. Ја викам, кој не представува нас, али кога ги видов Еди Рама и Вучич, видов многу поголема свест кон македонскиот национален интерес, морам да признам. Што е трагично. Ето и Вучич и Рама работат за своите национални држави, за своите интереси, национални интереси, за разлика од нашата влада која што воопшто не работи на зачувување на македонските национални интереси. Тоа е една клапа, една групација на луѓе кои што имаат заеднички интереси да крадат и нив не ги интересираат македонските национални интереси. Нивната цел што подолго останување на власт со цел да можат да остваруваат лични бенефити и да го чуваат. Ковачки, се сеќа само што ова Ивица, извини, ќе ти дозволам. Моето следно прашање е поврзано со ова што сега се случува. Од една страна и покрај тоа што е наводно пак ќе кажем, затоа што не сме виделе ние да каже, не на пресконференција само излегол. Наводно Таче Ковачевски го одбил предлогот. Но во исто време покрај одбивањето на предлогот, истиот во бугарското собрание ќе биде гласан денес. Да. А во исто време синоќ имаше своја изјава претседателот Макрон, кој рече дека ние сега ќе се обидеме да ги разубедиме северно македонците со тој збор. Да, го видов. Навредлив збор за мене. Сега прашањето е, вие не се плашите, не сте подготвени во ВМРО ДПМН дека знаеш ова кога невестава ја однесоа рече не па да се пишмани да каже да на крај? Дека можеби и
возејќи се на овој спин дека они направиле некаква отстапка, ќе пробаат да ни протнат нешто исто во само препакувано? Премногу е. Добро. Не може да станува збор за правење на отстапки затоа што нашата позиција е дефинирана во парламентот. Проблемот кај нас во македонската држава е тоа што владата преговара надвор од рамките. Че тие не дошле во парламентот ние да видиме зашто преговараат. Еве гледате во Бугарија што се случува, убаво рековте во вашето прашање. Владата му е падната на Петков, Кирил Петков. Сега дискутабилно е тоа што тој заминува од една страна на конференцијата таму и изложува на самитот, изложува политички ставови и покрај тоа што владата му е паднато, тоа е веќе прашање на легитимитет кој што треба да се постави кон бугарската страна, меѓутоа од друга страна гледате дека сепак парламентот и покрај тоа што нема председател таму и таму знаете дека падна, односно изгласа недоверба на председател. Значи тие продолжуваат да функционираат. Од друга страна гледате тука еден тесен круг на луѓе кои што се затворени и ви имате ситуација каде што коалиционите партнери на Ковачевски и на Социјалдемократскиот сојуз не беа информирани, па гледат излегуваат со ставови контра, затоа што тие не знаеле зашто воопшто се преговара. И сега она што го зборувам, тие преговараат во една мала групација која што е затворена сама во себе и носат одлуки, веројатно под притисок претпоставувам и на Али Ахмет и така натаму. И од една страна сега ги имате овие преговори за кои што еве да кажем и францускиот председател вчера не кажа дека ќе изврши дополнителни консултации, дополнителни разговори со македонската страна за да отпочнат преговорите. Да, ние сакаме да отпочнат преговорите, меѓутоа под вакви услови какви што видовме во јавноста, јас пак ќе кажам за жал официјално не сум видел се уште никаков документ во собранието за кој што би можеле да продискутираме, да видиме дали е во склад со резолуцијата која што ја донесовме во македонскиот парламент, затоа што единствено собранието тоа кое што ги носи документите и тоа кое што може да потврди дали нешто е во склад или не е во склад со препораките, односно со резолуцијата. Не може владата сама по себе да си носи заклучоци и да кажува дали нештото е во склад или не е во склад со А особено што цела недела па ни зборат дека не го виделе, а вие официјално и вие не сте го виделе. Вас ви го доставија во собрание да го видите, ама официјално зборам. Ама апсолутно никако, ние како собрание сме исклучени од овој процес. Еве колку време бараме и нашиот председател на комисијата за надворешни работи, господинот Антонио Милошевски, го повика дури и председателот на владата Ковачевски го повика и министерот за надворешни неколку пати. Пред неколку дена повторно имаше писмо обраќање до него да дојде да образложи зашто станува збор. Меѓутоа, официјалниот одговор од нивна страна беше дека тие се уште не го добиле предлогот. Како не го добиле предлогот, кога еве го Андреј Петров вчера на телевизија изјавува дека го разговарале во партијата. Тие на што разговарале во партијата таму се на основа на бугарските медиуми. Го анализирале. Така да многу е несериозно, многу е неодговорно и самиот момент на тајност. Моментот на тајноста е тоа што дава сомнеш, затоа што кога нештото го работите во тајност, вие мора, кога ќе излезете во јавност, вие мора да лажете. Лажејќи еднаш, вие ќе лажете повторно и еве ги се заглавија во лагите откриени се во јавност. На Европската унија. Не ли е поразително за нас тоа што Молдавија и Украина вчера буквално дојдоа на ист стадиум со нас да бидат само аспиранти, кандидати статус да добијат. Едната држава е длабоко во војна и не контролира 20 и нешто % од својата територија, колку Балкан од прилика, се водат битки, умираат луѓе. Другата завчера излезе од комунизам, мора да признаеме. Ние бевме лидери и во регионот и пошироко на евроинтеграциите, своевремено бевме и пред Хрватска, која сега веќе е во Европска унија, а остануваме заглавени. Јас најнапред би им честитал на Украина и на Молдова, односно на Молдавија, што добија кандидатски статус. Добро е тоа што Европската унија продолжува да ја остава вратата отворена и за интеграција на други земји во Европа. Меѓутоа, многу е некоректно кон земјите од Западниот Балкан, тука не е станува збор само за Република Македонија, погледнете на Босна и Херцеговина не доби статус кандидат. Косово се уште нема визна либерализација, значи еден некоректен однос на Европската унија кон државите од Европа. Еве ние сме земја во Европа и многу некоректно од нивна страна. Вие 20 години да бидете 22 години да бидете заглавени во чекалната на Европската унија. Од 2005 имаме кандидатски статус, 2009 имаме добиено препорака за почеток на преговори. Еве
колку време ние се обидуваме, односно се сеќавам пред некој ден гледав на интернет Хавиер Солано уште додека беше комесар за проширување, зашто беше и за надворешна политика. Дури од него имаше изјави дека ете само што не сме го добиле датумот за почеток на преговори. Така да Македонија веќе се изморува, практично Европската унија носи дел од вината за измореноста, за атрофираноста на така да ја наречам кон самото проширување, затоа што ние правиме се што можеме да станеме членка на Европската унија, од другата страна гледаме еден некоректен однос од страна на земја членка, порано на друга, сега на една друга земја членка. Практично го гледаме тоа што Русија го правеше, односно и се уште го прави на Украина, го гледаме сега дека тоа се прави на Република Македонија од страна на една соседна земја. Практично се негираат, кога ги погледнете наративите, рускиот и бугарскиот, и видите дека се исти, само се малку различни во средствата, меѓутоа целите се исти. И имате практично негирање и на украинскиот идентитет, исто како што имаме негирање на македонскиот идентитет, на македонската историја, на самите почетоци на македонската држава и така натаму, исто како со украинската. Една единствена разлика што веројатно Русија и Украина имаат многу поголема историска. За жал таму гинат луѓе, а кај нас не гинат луѓе, меѓутоа Европската унија, како и Бугарија, треба да знаат дека со самото блокирање на Македонија на евроинтеграцијскиот пат се влијае на стабилноста на државата, а јас би сакал да упатам порака еве до Република Бугарија, затоа што никоја држава не би сакала да има секоја држава би сакала да има стабилен сосед на своите граници. И јас не ја гледам причината, односно зошто еве Република Бугарија ја блокира Македонија, ако нема некои задни намери, едни скриени намери кои што еве за жал сите знаеме кои си и веќе ги гледаме. Добро. Преземија полката Боцевски, јас тука првиот сет на прашања. Првиот сет 20 минути. Добро, па сега имаш втор сет 20 минути, ја 20 минути. Прво сакам да го поздравам овој факт затоа што ние нудиме во овој термин содржина која што ја сакаат и слушателите и гледачите. Овој термин е мощно раздвижен во цела Македонија. Меѓутоа имаме сериозен проблем со нашите соговорници. Скопската интелектуална и медиумска класа најчесто ни доаѓа поспана, па вака да видиме свеж гости на едно големо постигнување. Оно од армија Ковачки, таму се бричат у 5,5 сабајле, више се напенавени, средени. Едно големо постигнување за вас. Сакам да ви кажам, Ковачки, дека утринава пред да дојам во емисијата, сега повторно проверив, веќе не постои никаде вест околу ова што се случи со земјите од Балканот. Значи, денеска во целата Европска унија, дали ќе отвориме Le Monde во Франција, дали ќе отвориме Frankfurter Allgemeine Zeitung во Германија, Der Spiegel, не знам, La Repubblica во Италија, секаде еден голем триумф. Триумфот се вика Украина, на насловните страници се украински знамења, изјавите на Зеленски, како Европската унија пружила кандидатски статус, стратегиски ја фатила Украина. Значи, не постои веста, веќе зборуваме европското јавно мислење отиде во една друга насока. Видете, факт е дека мора таму да се интервенира. Сега на кој начин таму ќе се интервенира во, сакам да кажам, политички во тој дел на Европа. Им треба победа на Европската унија и треба победа затоа што очигледно е дека Европската унија во изминатиот период не е на висина на задачата, посебно во поглед на агресијата од страна на Русија кон Украина. Еве на некој начин им треба победа. Вие не успеаја да ги средат овие работи на Балканот, кои што ги предизвикуваат токму нивни земји членки кандидат, односно земји членки на Европската унија и земји кои што еве се аспиранти кандидати толку долг на период на време. Меѓутоа, јас пак ќе речем, ја поздравам одлуката што Украина на некој начин станува земја кандидат, меѓутоа прашање е сега колку ги исполнува тие услови. Ако ние како Република Македонија сме морале да дадеме 2008-2009 тамо кога се зачленувала Бугарија, сме морале да дадеме писмо со соопштение дека Бугарија нема никакви проблеми, отворени прашања со Република Македонија, а не сме биле земја членка на Европската унија, значи сме биле само сосед.
Прашање е сега на Украина, кој е тој сосед што ќе даде дека таа нема отворени прашања. Ви го имате прашањето на Крим, го имате прашањето на Донбас и ред други отворени прашања. Значи едни се територијалните прашања, па понатаму ги имате идентитетските прашања, како што ги споменав со една земја членка на Советот за безбедност. Така да прашање како и на кој начин тоа го изведува, тука нели има критериуми кои што треба да се почитуваат. Не констатиравме тоа дека вниманието на светот отиде во друга насока. Да, таму факт е дека се сведува на натака. Гинат луѓе таму, има над 100.000 мртви, има така да тие се. Да се вратиме на ова нешто, Лјупчо фати една нова насока со прашањето политички ако гледаме. Бугарија не за џабе го турка сега предлогот и во собранието. Зошто го турка предлогот во собранието? За да покаже кои се нивните освоени позиции. Значи овој предлог, така е, кој што јас секој понатамошно повторно кажам, ја овој предлог го викам предлог Ковачевски Петков, ова не е француски предлог, ова е предлог преговаран меѓу 20 премиери, факт е тоа. Значи тоа за нив се освоени позиции. За тоа знае не само француската дипломатија, туку еве штом тој документ заокружил во Европската унија, знаат сите 27 земји членки. Предпоставувам, сигурен сум дека деталите околу целиот преговарачки процес ги следела и американската дипломатија во најситни детали, ги следела сигурно и британската дипломатија во најситни детали, сега се тие вон. И сега се доведуваме ние во една ситуација. Бугарија тоа ќе оцементира кај ниво собрание и со следниот пат кога ќе треба со Бугарија да седне на маса, тие ќе поидат од овој предлог, кој што за нас беше тотално неприфатлив, па натака. Дали, ако ништо друго, собрал некој храброст и доблест од Социјалдемократскиот сојуз во овие 12 часа по фијаското во Брисел, да ви приде како опозиција и да рече ајде луѓе да излегуваме од дупката што ние ископавме. Дошто државата ќе ставиме во дупка. Ајде да видиме да излеземе заедно од оваа ситуација и да се вратиме на преговори, но на равноправни основи, а не од овие позиции што веќе ги освоила Бугарија. Видите, немам информација дека некој во изминатив период контактирал со нашето раководство. Јас не сум контактирал лично од никој од Социјалдемократскиот сојуз, не можам да зборувам за други. Меѓутоа, во контактите со претениците и со други представници, еве да речеме, на Социјалдемократскиот сојуз, факт е дека позади, ајде да кажам, јавната сцена, факт е дека изразуваат несогласување со овој предлог. За жал, значи тоа несогласување го упатуваат кон нивниот лидершип, кон премиерот Ковачевски, а гледаме дека во последно време, според она што можевме да видиме од изјавата вчера на претседателот Макрон, дека практично му честиташе нели на Заев, практично Заев е тој кој што е туку исто така замешан, кој што апсолутно не заминал од политичката сцена и тој што го види овој момент. Кој што преговара. Кажа полковникот. Значи Макрон го спомна Заев во изјавата. Да, вистинскиот премиер. Па видете, веројатно јасно е можеби францускиот предлог уствари бугарски, сега да имаме конфликт во вистинскиот премиер и овој што е рентафейс премиерот. Може да имаме па сега таму конфликт, вистинскиот премиер Заев да го прифатил предлогот, ама не вистинскиот премиер Ковачевски да го одбил предлогот. Се сомневаш дека Заев да му проработала свеста. Не верувам јас во таа работа, затоа што добро се анализираме, ние сме должни сите на маса да ги извадиме теории. Ова што го споменавте вие како теза дека да, бугарите, рековме, падната влада и така натаму, меѓутоа тие продолжуваат да работат по тоа прашање, да ги бетонираат, да ги цементираат нивните позиции. За жал, ќе речем пак, од наша страна тоа не е случај, затоа што власта одлучи да го игнорира и парламентот одлучи да игнорира и опозицијата, најголема политичка партија, најголема политичка сила, тоа можете да го видите и на протестот што го организиравме завчера пред некој ден. Го видовте на локалните избори дека сме апсолутно доминантна сила во Република Македонија со најголема поддршка и овие одлучија неколкумина таму. Бујер Османи, Ковачевски, Али Ахмети, еве го и Заев, одлучија да ја игнорираат волјата на граѓаните, на народот, на опозицијата. Така да, можеби тоа ќе бидат нивни забетонирани позиции, меѓутоа ние доколку еве дојде ред да треба да преговараме и така натаму да се продолжи со тие преговори, факт е дека не смее да стане збор во ниту еден момент за македонскиот јазик, македонскиот национален идентитет, македонската историја. Значи, менување на тоа што
веќе постои и е создавано со векови, не доаѓа во предвид. Значи словото и духот на резолуцијата се црвената линија за ВМРО-ДПМНЕ. Не сакаме да разговараме ние за тие работи. Значи, тука нема што да дискутираме по однос на тие прашања, не пак да бараме некаква формулација како би изгледало и како би го тоа презентирале на македонската јавност за да тоа биде побезболно. Не. Такви работи од нас нема да видите. Не, зашто беше совршено јасно кажа председателот на ВМРО-ДПМНЕ на митингот дека нема пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ да гласа за отварање на уставот. Тоа беше клучна порака на митингот на 18-ти. Меѓутоа, сепак, токму затоа ни треба од вас уште една потврда. Духот на оние 8 пратеници за жал се уште ја тормози јавноста. И сакам од вас уште една потврда да добиеме тоа, дека не само што нема да има отварање, туку отпорот кон сите овие негативни одлуки и натаму ќе го води, предпоставам, ВМРО-ДПМНЕ како стожена партија, дека тоа е идејата. Па добро, сега 8 ги споменавте, меѓутоа не беа само тие 8, гласа и добар дол од македонските представници од Социјалдемократскиот сојуз и така натаму и други политички партии кои што гласа. Сега и овие 8 некако. Да, ма знаете, вие треба прво дома да си го видите проблемот, па после надвор да се согласувам. Меѓутоа големото мнозинство беше создадено од Социјалдемократскиот сојуз. Во овој момент, колку што ги слушнавме изјавите и на председателот, а и тоа е став и на пратеничката група, слободно можам да кажам дека не доаѓа во предвид да гласаме нешто што е надвор од македонските позиции и против македонските национални интереси. Ние на тоа ќе обстоиме. Значи, народот воопшто да не се плаши и да не мисли дека некој ќе дозволи да се тргува со македонските интереси на начин на кој што тоа се правило во минатово. Не сакам сега да зборам за многу насака да се навраќам на минатото како било што било. Се случувани се отстапувања од договореното и така натаму од македонските национални интереси. И за тоа веројатно еден ден треба да има одговорност. Меѓутоа можам да зборам за во моментов каква е ситуацијата, односно состојбата, тоа е дека ние нема да отстапиме од македонските национални интереси. Вчера заменик министер за локална самоуправа, или што би рекол Љупчо, заменик министер за локална самоуправа и глобализација, Зоран Димитровски, затоа што тој често настапува за прашање од дворечната политика, спомна дека Демократскиот сојуз преку пратеникот Павле Транов размислува за две работи. Првото е анкетна комисија која што ќе утврди како целиот овој француски предлог од наша страна се преговарал, и второто е дека тие ќе останат на тоа да се бара одговорност од вице-премиерот Маричич и од министер за надворешни работи Бојар Османи. Ја предпоставам дека не сте имале време, тоа беше вчера во 12 на полноќ. Тоа вчера заврши на полноќ емисијата. Меѓутоа, еве, како би сега да шпекулираме малку, како би се поставил ВМРО-ДПМНЕ да го дојде на ваква иницијатива во собранието. Ние бараме одговорност од цела влада, не само од 20 носители. Од Маричич и од Бојар Османи. Ние бараме одговорност од носителот на Димитар Ковачевски, значи од целокупната влада која што била вклучена во овој процес. Не, зашто ние се ова го водиме, или ние добивме датум? Да, на 26 јуни. Јас година дена од 2020 слушав дека не имаме датум. 2018. 2018. Скринингот почна и прославивме, нели? И сега вие тука мене така и дури пари се трошеа, ќе ве потсетам, и пари се трошеа за таа работа, дури се одвојува средства државни, да, организираа просто и идентитетот беше бетон, јазикот беше цементиран со преспанскиот договор. Дури ги имавте и оние несоодветни изјави на премиерот од собраниска говорница кај што ни кажуваше можеме да пукнеме од мака што сме го решиле. Не сакам да ги зборувам овие работи, меѓутоа тоа беа фактор на изјави од еден премиер. Можно ли не некако да сме го добиле тој датум више и да сме во ЕУ, а ние некако тројца во некоја друга димензија да сме забегале и да ги гледаме овие работи. Знаеш, дека има неограничен број на димензии. Другата димензија беше тогаш лажење. Не е лошо тоа што лажат, мислам, тоа народот веќе знае, значи како да ви кажам, лажат тие цело време, и тоа мислам дека проблемот е тоа што мислат дека сите им веруваат. Повеќе никој не им верува. Можете да го лажете вие народот еднаш, два пати, меѓутоа третиот пат на едно сито ќе се пресее. Ковачки за народот да ги сруши од власт, нели секоја власт, така и ова треба да има избори. Вие имавте еден протестен митинг на 18-ти, чинам. Покажавте
нели, и бројност и желба да ја срушите оваа власт, најавивте дека имате некаква стратегија на делување во периодот што следи. Го повикавте Таче да го одбие овој предлог, он вели дека ве послушал. Не вика дека не послушал. Не, он вика дека го одбил сега. А го одбил затоа што беше под притисок, да. Ако го одбил, значи ве послушал, ама сега прашање е дали го одбил, тоа е едно прашање што понатаму ќе се дискутира, но што планирате понатаму? Еве, знаете, тоа е клучното прашање. Како ВМРО ДПМН ќе стигне до избори, до предвремени избори, за да може да ја сруши оваа влада? Ние веќе ги најавивме некои чекори, гледате што се случува во Собранието, имаме една активна блокада на македонскиот парламент, каде што не ги гласаме законите кои што се во, значи, на штета на македонскиот народ, на македонските граѓани. Не само што не ги гласаме, целосно ги блокираме тие закони, не може да поминат. Дозволуваме да поминат само закони кои што се во интерес на граѓаните, каде што треба да им се помогне на некој начин, финансиски, процедурално некои работи да се решат и така натаму. Значи тие работи ги дозволуваме, тоа е едната работа. Втората работа е покажавме, демонстриравме, значи една масовност на протестот, практично докажавме дека народот ги одобрува нашите чекори, народот е позади нас и тоа е најголема одговорност да продолжиме понатаму. Што се однесува до понатамошните чекори, вие имавте можност на протестот да го слушнете председателот на партијата, дека доколку не договориме датум за избори, ќе продолжиме со уште по-сериозни чекори, значи ќе одиме и кон целосна блокада, дури и на системот, така да од интерес на Република Македонија, од интерес на граѓаните, па и од интерес на Социјалдемократскиот сојуз и нивната коалиција е да што побрзо се организираат избори, затоа што факт е дека со оваа структура на власт Македонија не може да продолжи нити еден чекор понатаму. Гледате декаденција на сите полиња, гледате деградација практично на се што фатија, тие, како викаат народски, што фати исуши. Погледнете го образованието, погледнете го здравството, погледнете одбраната, погледнете безбедноста, значи темите каде што јас ги покривам, ќе видите дека имате тотален колапс на институциите, има една целосна недоверба од страна на граѓаните кон институциите. Гледате, корупцијата задира во секое поле на државата, на општеството. Практично оваа власт е таа која што е одговорна што ги доведе до овие состојби и спасот од оваа власт, односно спасот за Македонија е заминување од оваа власт и нејзино праќање во историјата и на крај секако би рекол одговорност. Да влеземе во втората тема или само Ивица, си имаш право. Не би го зборам да не имаш уште прашање околу. Не, слободно да. продолжи. Значи вака би сакал да го поканам пратеникот и полковникот Ковачки на почна едно спонтано собирање пред 2 дена во 7 часот пред собранието и вчера имаше граѓанска иницијатива таа. Точно, граѓанска иницијатива и вчера имаше едно такво собирање и вечерва ќе има. Има една убава поддршка, дојдоа веќе неколку мина пратеници, ќе видува и вас да ве видиме. Јас вечерва за жал нема да можам да видам таму, иако и срцето и духот ми се прекасна иницијатива. Имавме и многу ваши бивши колеги кои што се сега во пензија, дојдени таму да го искажат својот став. Извинете, зашто не бев овие 2 дена бев надвор од државата, службено отсутен. Работиме на подобрување на македонското законодавство, делот на безбедносните служби, реформата на безбедносниот сектор и така натаму, така да со странски партнери тука преговараме, разговараме, наоѓаме слабости на системот, легислативно, значи тој сегмент го гледаме и од тие причини не бев присутен. Инаку апсолутно дека ја поддржувам оваа иницијатива. Ние сме за протести, за изразување на граѓанското незадоволство. Факт е дека кога граѓаните самите тоа го бараат, ние како пратеници тоа ќе го поддржиме. Практично гледате дека нашата пратеничка група, дел од пратениците излегуваат, даваат поддршка, така да тоа е веќе изразување на... Се не знам од каде да ја фатам темава, затоа што токму кога спомнавме дека имаме намера да го поканиме господинот Ковачки, неколку луѓе со кои што комуницираме од сферата на безбедноста ни укажаа на неколку теми кои што би сакале
да слушнат ваше мислење за тоа. Првото е темата партизацијата која што започна во 2017 во армијата на Република Македонија и обвинување за некои коруптивни работи кои што доаѓаат и на макро ниво, но на некое микро ниво. Бев на еден роден ден заедно со еден војник, кога ми објаснуваше кога сте биле како војници на терен, какво јадење ви давале. Ја бев шокиран и дека на крај вика од джеп одиме и си купуваме ние храна. Па не е само тоа сега, мислам еве да одиме од последно Ја му викам добро, некојаш си пробал мигдал. Знаеш, а пошто овие милиони потроши. Ете, не е само храната, тука има многу тоа што војниците сами си купуваат, не е само јадење, имате целосно потврдање на системот за значи за логистика на тоа е практички систем за обслужување на целата армија во делот на од борбени средства, возила и така натаму па до исхрана, до муниција и така натаму, значи тоа е еден цел сет кој што практички е заглавен, кој што реков има една целосна. Како беше на Наполеон, војската маршира на стомакот, нели? Да, апсолутно дека така, кога се војува, кога викаат, нели, кога ќе му ја удрите прво логистиката, кога ќе му ги удрите казаните, практички тој ја губи волјата за понатамошни борбени дејства и вие војната може да ја добиете уште пред, односно битката ја добиете уште пред да почне. Значи не во мирнодопски услови ја губиме битката. За жал, ова раководство кое што е моментално во Министерството за одбрана, па и претходното раководство, зборувајќи за, мислам, од истата партија, за госпоѓата Шекеринска, сега и госпоѓата Славјанка Петровска, не направија ништо за подобрување на статусот на војниците, не направија ништо за подобрување на функционирањето на армијата, напротив, тие работи ги запоставија, удрија повеќе можам да зборувам за министерката Шекеринска, затоа што таа беше еден подолг период, еве ова нова, гледам дека и таа не се откажува од неа, меѓутоа и таа продолжува по незините чекори. Тие одеа повеќе на еден пиар, на една медиумска промоција, за жал, а ја запоставија војската. Погледнете, имате ситуација каде што во делот, на партизацијата, една целосна партизација, посебно во оние клучни, односно врвни раководни позиции на Министерството за одбрана, унапредување на кадри кои што, еве да кажам, не исполнуваат стандарди, ова најодговорно го тврдам, значи не се почитуваат критериумите, стандардите. Ако тоа веќе го имате во останатиот дел на државата, значи непочитување, овде во војскава тоа е неприфатливо и несватливо. Значи секогаш во војската имало критериуми, секогаш имало напредување врз основа на критериуми. Понатаму имате наградување на едни исти партиски војници, парично наградување, значи на 30%, значи со 30% се наградуваат секој месец на плата. И тука станува збор за лица кои што се членови и на Социјалдемократскиот сојуз и нивни поддржувачи. Имате наградување парично дури на лица кои што се советници од Социјалдемократскиот сојуз во една од општините на градот Скопје, што е и од тука зема плата и од советот зема плата, па дури уште и се наградуваат. Значи тоа е една целосна раскалашеност, мислат дека никој не го гледа тоа и дека нема да го искоментира, меѓутоа еве јавноста коментира, јас коментирам, војниците коментираат, тоа е несериозно. Војниците сами да си купуваат тоа што рековте храна, сега јас немам таков податок, меѓутоа имам податок дека генераливе сами купуваат масло за сопствените возила, за службените возила, значи. Добро, морам да прашам, нели тука има и председател оваа земја, затоа што јас се сеќам кога работев. Но нема председателот изгубен, како да кажам. Ја кога работев за председателот Иванов, се сеќам дека на неколку наврати, не беше често, меѓутоа тој знаеше и тоа како на министрите за одбрана, на заменици министри за одбрана, на државни секретари за одбрана да им очита буквица, како што викаме, нели војнички, затоа што служнел дека некој се обидува таму по некои партиски линии, дали од ВМРО, ДПМН, тогаш дали од ДУИ да напредува луѓе. Значи председателот тогаш Иванов се постави како заштитник на армијата од било какви бочни партиски политички влијанија. Затоа што мора тој систем се заштити, нормално. Не споредливи се, мислам, не би сакал да ги споредувам председателот Иванов и председателот Пендаровски, мислам, тоа се што едниот е, овој другиот не е, така да, како да кажам. Председателот на државата е врховен командант на армијата, тој треба да се загрижи. Ние јавно излегуваме со ставови, со барања, со проблеми кои што се случуваат во армијата, од него нема никаква реакција. Значи човекот се крие,
единствените реакции му се кога ќе треба нешто да застане во интерес на партијата која што го кандидирала и го гласала, тогаш излегува и настапува со ставови. Ви имате ситуација каде што еве излеговме со за месото излегувавме со обвинувања дека примаат војниците јадат месо кое што не е примано по стандарди, месо кое што не се знае чие потекло е, какво потекло, значи ги нема тие соодветни печати и така натаму. Неколку денови беше таа тема актуелна, воопшто не излезе. Го повикувавме во јавност, не излезе. Ситуација каде што обвинувавме за канцерогеното масло кое што нели го увезува од Чешка преку Босна, кој изгореа во касарните. Значи ја труеја македонската војска со канцерогено масло како мазут да било. Значи ги труе целата јавност. Па целата јавност, така е, да, ги труеја. Не излезе со никаков став, не ја повика Шекеринска на одговорност во тоа време за таа фирма од што правела договори со фирмата од Кичево и така натаму. Така да, а инаку има реномирани производители на таков тип на масло кои што досега биле снабдувачи претходно. Видете, значи касарните се греат на мазут, меѓутоа зборуваме за мазут. Од Чешка се изфрла канцерогено масло и тие плаќаат за тоа, за да го изфрлат тие од нивната држава, тоа канцерогено масло тие плаќаат. Значи на друга на фирма. Ние кога го увезуваме, односно македонската фирма која што го увезува, добива пари и од Чешка, меѓутоа добива пари и од Министерството за одбрана затоа што го продава на Министерството за одбрана. Значи два пати имате двојна добивка и плюс ги труете војниците и граѓани. И сите граѓани? И сите граѓани. Ова беше на Ирела истражување, не го гледаше. Не, само и сега нема никаква одговорност за тоа. Ќе спроведеме истрага, ќе видиме, ќе информираме јавноста и тука заврши. Иначе ова на Ирела тема го извади. Добро, ама нема никаков фоллоуап и не само што нема никаков фоллоуап, дури царина е вмешана затоа што лажни декларации дека се работи за мазут им имаат издавано. Па го продаваат како мазут, да. Да, излезено е од фабрика како мазут, а во Македонија е царинето како излезено од фабрика како отпадно масло, а во Македонија е царинето како мазут. Да. Еве последниот скандал што го извадивме, еве чекаме одговор од министерската и на министерката Петровска не одговара ни на пратеничкото прашање неколку месеци, односно месеци нешто е веќе. Имате ситуација каде што во подготовката на една од вежбите што требала да ја реализира македонската армија, сега возилата, оклопни транспортери треба да се сервисираат редовно. Не ги сервисираат редовно и сега бидејќи не се сервисираат редовно, прават договори во 4 очи. Имавате станува збор за итна набавка. Какви се тие набавки кои што значи возилата не се расипале вчера, завчера, се знае дека тие на одреден период, па сите имаме возила, знаеме дека на одреден период менувате филтер, менувате, не знам, гуми, и така натаму, и така натаму. Значи има постапка. Има постапка, има правила по кои што треба да се водат. И сега тие не го прават тоа, туку го прават по итна постапка и внимавајте сега што е уште потрагично. Ненормално. Станува збор за една набавка од 90 милиони, значи 1,5 милиони евра, отприлика, над 1,5 евра. По итна постапка ги трошат парите, набавуваат делови кои што се со послаби спецификации од потребните. Конкретно, еве го кажав тој одговорница од парламентот, тука ќе го кажам. Конкретно набавуваат делови за камиони, а ги вградуваат во оклопните транспортери. Со многу послаби спецификации се тие делови, значи зглобови и така натаму, кои што можеби ќе одговараат, ќе пасуваат, еве народски кажано на тие возила, меѓутоа после одреден период на време тие ќе се покажат нивните слабости. Ај што се со послаби карактеристики, па ги платиле дури поскапо. Како е тоа? Ето така, ги платиле, значи со поскапо, како да се соодветни делови. Сега прашувам министерката докаде е постапката, примени ли се, нели се примени, кој го вршел приемот, па таму имате стручни екипи, имате стручни лица, меѓутоа молк. Одговор нема никаков. Дури до душа еднаш ми одговори на Facebook статус дека ќе дошла во собранието и ќе се произнесла. Меѓутоа еве беше во собранието, повторно ја прашавме и повторно молчеше, значи не одговори. Ова отвора сериозни прашања во тоа дека значи загрозена е борбената готовност, здравјето на војниците, безбедноста, опремата, значи тука има една цела серија на реперкусии кои што понатаму се проблекуваат во функционирањето. А нели е логично сега паријата мислам, нели е логично да има годишна рамковна набавка која што потоа нели се ефектуира
Тоа не е Видите. нешто непредвидливо, тоа е многу предвидливо ова што го зборувам. Ама во армијата постојат планови. Проблемот е во министерството. Значи армијата си води евиденција, си води грижа за собствените ресурси, значи таму постои еден цел систем. Значи некој спие Проблемот е во министерството тоа што го реков на почеток, партизацијата, значи носење на нестручни кадри, ги носат од надвор кои што немаат никаква врска со спецификите, со динамиката во Министерството за одбрана во армијата на Република Македонија. И тие брзајќи да направат некаква лична заработка по кратка постапка и така натаму, бидејќи не знаат колку време ќе останат, прават вакви проблеми, значи практично не. Значи ова е свесно, не е дека некој Свесно го прават ова, дека затоа и го доведуваат системот во ситуација да мора итно да се набави. Затоа што ако оди во една легална постапка ќе има повеќе фирми, нели ќе кандидираат и така натаму. Тие го доведуваат процесот до предсвршен чин, практично кога ќе нема да може веќе некој да влијае од надвор, седнуваат неколку души, се договараат и ќе завршуваат целата работа. Извинете, Нормално имаме една актуелност која мораме да ја продискутираме ова утро, затоа што е навистина важно прашање. Сојузот на синдикати ССМ во изминатите денови штрајкува за поголема плата на вработените во јавниот сектор. Од владата се уште не ги ни гледаат, не ни забележуваат, вие го поддржувате како ВМРО? Дека го поддржуваме, па ние го поднесовме амандманот за линеарно зголемување 2806 денари, ако не се лажам. Тоа беше еден амандман. Мислам дека во општините во градот Скопје и се покачи. Да, таму веќе се покачи. Сега прашањето е како може во општини, видите, општините кои што се задолжени, кои што се оставени сами на себе, знаете, намалени се дотациите од страна на централната власт и така натаму. Општините сами се снаоѓаат и таму најдоа средства финансиски да ги задоволат нивните работници, да ги покачат платите по 2800 денари. Од друга страна, централната власт не наоѓа разбирање. Сојузот на синдикатите веќе оствари контакт со нашата пратеничка група, нашата комисија, практично за комисија и нашите членови во комисијата за финансирање и буџет остварија средба со Сојузот на синдикатите. Тие го поднесоа амандманот, значи ние како ВМРО ДПМН го поднесовме амандманот. За жал, пратениците на Социјалдемократскиот сојуз и на ДУИ го одбија тој амандман. Па имаше таму, не знам колку пратевте собрание во изминати, колку следевте во изминати период, имаше ни такви небулозни изјави од страна на пратеници, јас не би сакал ни да ги споменувам, меѓутоа одеа до ниво на она пратеничката Мира Дизел, кој што кажуваше, нели, дизелот нема да го осетат, пушувањето нема да го осетат, затоа што сите граѓани немаат водила. И исто имавме ситуација. Вие од ВМРО многу добро знаете прекари да давате. Мира, Дизел, Боро, Малборо. Знаете, има некој... Знаете да залепите им. Се подобри сепак, знаеш. Имаше токму такви дискусии, може да проверите. Така да, факт е дека Социјалдемократскиот сојуз не размислува на подобрување на животниот стандард на работниците. Од една страна кажуваат дека ја качиле, односно ја покачиле минималната плата, за која што и ние гласавме, значи се согласивме околу таа работа, меѓутоа не го прифатија предлогот за скалесто зголемување на платите. Еве, кога веќе не го прифатија тој предлог за скалесто зголемување на платите, зошто не го прифатат овој предлог за линеарно зголемување на платите, со кој што ќе се овозможи, значи, подобар живот на граѓаните, на семејствата и така натаму. Ставете се во ситуација, додите да сите одиме, пазаруваме, купуваме од продавница, од маркети, гледаме дека инфлацијата е зголемена над 10% веќе, над двоцифрена е. Илјадарката, односно 1000 денари веќе не вредат колку ни 500 денари. Гледајте горивата каде отидоа, не е само овој амандман што не го прифатија, не прифатија намалување на горивата, значи акцизата за горивата, не го прифатија законот намалувањето на ДДВ, барем за основните производи, значи за храна од 5% на 0 да се намали. Значи една тотална негрижа од страна на Социјалдемократскиот сојуз, кои што гледаат само на некој начин, пак ќе речам, да се промовираат, еве, зголемивме минимална плата, зголемивме просечна плата, а сето тоа е, практично, еве, погледнете. Само може ли да се вратам на една тема која што ми рекоа да прашам? Добре, суштината на слободата на изразувањето е ти да помислиш што да прашаш, а не некој да ти рече. Не, затоа што ме фрапираше тема. Тема ми е фрапантна. Наводно тврдат дел од војниците дека за нивно учество во мировните мисии дури коруптивно се плаќа за да се возможи учество во мировните мисии. Сите го плаќаат. Има такви информации. Имаме еден сега политички аналитичар, глуми секој ден го има на телевизија, се бавеше со мито за тие работи. Ја познам луѓе што му дале мито. Се извинувам. Видете, таа тема постои во, значи, во јавноста
Сега дали се Во кулуарите, шпекулации, дали така се да точни, да, има доаѓаат луѓе и до кај мене, доаѓаат, пристигнуваат, кажуваат дека дале пари за заминување во мисија. Јас тоа прашање јавно го поставив на министерката од говорница, дали е така или не е така. За да дознаеме дали е така, може само да го видиме процесот како се упатуваат луѓето на мисија. Една работа е тоа што сега ги праќаат луѓето на мисија, да кажеме легислативно, односно Славјанка Петровска веќе ги има испратено луѓето, еве да кажеме последнава мисија во Босна ги има испратено без одлука на собрание. Како е можно Па тоа? можно ете така ги пратила веќе на 7 мај луѓето се заминати, а ние одлука во собрание немаме донесено. Тоа е противзаконски членот 41, ако не се лажам. Како ќе добијат плата? Како Па не ги плаќа Македонија, мислам. Ги плаќа Како не ги Македонија, ги плаќа? плаќа Македонија ги Македонија, плаќа говорна и сите за мисии? здравствено осигурување, значи комплетната логистика потпаѓа на Република Македонија, таа ги има испратено, меѓутоа нема одлука. Сега има одлука на претходната министерка барала нели во декември месец да се упатат. Еве конкретно за конкретна мисија од јануари до јуни. за Алтеја зборувам? За Алтеја, да, мисијата на Европската унија. Меѓутоа не заминале луѓето и сега Славјанка Петровска ги испратила од јуни до декември. Односно од мај до ноември. И сега бара потврда во собранието, односно одлука по закон која што треба да се донесе за да бидат упатени луѓето. Значи ги има испратено, а нема одлука на Чекай, ова е кривично дело. Па е дело, тоа е злоупотреба, така и тоа цело време го кажуваме, меѓутоа не помина во јавност. И сега Ќе имаме друга прилика за овие војни прилики. Денес Поред? сепак ни е најважно ова со Европската унија. Пред самиот крај, затоа што времето ни е измерено. Не гази времето. Се надеваме дека многу наскоро ќе дојдете во студиото и овие армиски работи ќе ги Добро. разработиме. Но во однос на ова со Европската унија. Пропагандата на СДСМ, вклучително и премиерот Ковачевски, постојано велеа дека руско влијание се противи на овој француски предлог, што е ствари бугарски предлог и на нашата влада, дека сите ние кои сме хистерични сме под влијание на Русија, дури и вчера не нарече хистерични, ако ни се приклучи на хистеријата и го одби предлогот. Но еве се по неговите зборови, по зборовите на неговата пропаганда, дали излегува дека можеби Ковачевски подработи за Путин, што тоа Македонија ја така по некоја логика тие цело време знаете од самото формирање на социјалдемократскиот сојуз тие во основа си беа за цело време некој да им кажува како треба да се однесуваат, па беа задоени на Белград, сега сакаат и гледаме дека се задоени на некои други центри на моќ. Ние како ВМРО ДПМН од секој сме биле за евроатлантска интеграција. Јас тука не би можел што повеќе да додадам. Не верувам јас во искреноста на изјавите на Ковачевски и на власта кои што се обидуваат Верувате ли дека Русија е активна овде преку некоја хибридна војна која сакаат да ни ја прикажат и дека се обидуваат да влијае на Македонија, на нејзината европска перспектива, на односите со Бугарија? Верувате ли во тоа? Па кој е играчот на Русија на Балканот? Сам дека сите го гледаме. Србија? Па не би рекол јас сега дека не би можел да кажам за Србија не ни прави некои пречки на нас во евроинтеграцијата. Мислите на Бугарија? Па имате држава која што Бугарија ни прави обструкции, ги прави истите обструкции, ви реков на почеток на емисија, исто како што ги прави Русија во Украина, само без човечки жртви. Тоа е среќата. Меѓутоа, на кого му пречи интеграцијата на Република Македонија во Европската Ја унија? зашо бе на Русија би пречело Македонија да се интегрира во ЕУ? Далеку сме, немаме трговска размена, зошто што? Видете, има големите држави работат долгорочно, те имаат планови 50-100 години напред, така да јас не сакам да ја квалификувам Русија како хостайл или така натаму, тоа веќе ќе оставам на власта тие работи да ги каже. Вие ги споменавте, Ковачевски споменал некои работи. Ние треба да градиме односи со сите држави во светот, коректни односи, треба, ние зависиме од рускиот газ 100% ако не се лажам. Така да во овој момент мислам дека не е баш и не е коректно да ние како политичка партија или како држава да влегуваме во конфликт со држави кои што во моментов, барем во моментов, не ни се
Барем не гледам јас некој лично, односно директно загрозување. Не можам јас тоа да го видам. И сега Ковачевски ако го гледа, тој треба да го каже, ако го има, каде го има, да се детектира, да се направи план како тоа да се анулира, спречи така натаму, така да тоа оставам на нив. Не, само кога прашам дали се видел Ковачки со, како се вика човек, со кастрови треджепи. Не можеме да го видиме, човекот цело време со обезбедување шета во собранието, што е противзаконски. Како може во собрание со обезбедување некој да шета? Па може, ете му дал Оливер Спасовски му доделил обезбедување, луѓе кои што се вооружени надвор од законот за собрание не смеат да шетаат со оружје, меѓутоа човекот доаѓа во собрание со обезбедување, 23 или се не знам, и бега, се крие, нема некои контакти. Меѓутоа коректно е да биде повикан некој да го вика и да го викне и да го праша докаде е сега со тоа што со тие негови сознанија кои што ги имаше, нели, тој располагаше со информации. И дали негова го гледала Макрон вчера Па имала информации, нели, некои лидери кои што му кажувале дека ете датумот само што не ни го дале. И до кога, мислам, кој декември ќе биде? Ковач, за жал. Ти благодариме. Овде полека ставаме крај на нашата емисија. Благодарам и на вас за поканата. Наскоро во една прилика ќе можеме овие воени работи да помине оваа мејнстрим тема на главниот стрим. Ова како да таму некој отвориш кутија со црвите, тоа да отвориш Пандорина кутија буквално во армијата. Ја имам многу пријатели кои се војници и едноставно ги гледам, ги слушам темите и не можам да верувам каква армија тоа ние имаме, но за тоа во некој, односно како живее нашата армија. Тие се сите професионалци, но за жал се соочуваат со огромни проблеми. Почитувани слушатели, денес е 24.6.2022 година или 22 година, кој што јас знам да кажам. Јас сум Љупчо Златев, главниот говорен уредник на Радио Лидер и автор на оваа емисија заедно со Ивица Боцевски. Техничката реализација на Горан Лазаровски и на Димитар Митровски. Надвор полека прекинува дождот. Дождот кој не може да ни го избрише срамот. Срамот дека си го сменивме името за да влеземе во Европа. Срамот дека не лажеа дека сме добиле датум. Срамот дека не лажеа дека некој друг ни го дал францускиот предлог. И срамот дека и покрај сите отстапки, и покрај сите брусења, и покрај сите понижувања, ние за жал остануваме надвор од Европската Унија.